Кој дозволил клубот Ванчо Михајлов да се регистрира во Македонија по тоа име и кога? Надлежноста е во рацете на Централен регистар, но кога станува збор за историска личност која е почината, согласност прво се бара од неговите наследници до трето колено. Доколку ги нема, одобрение дава Министерството за правда. Во случајот со основањето на клубот во Битола, основачот практично нашол дупка на релацијата Централен регистар правда. Од Сдруженијето испратиле барање за регистрација под името Ванчо Михајлов, кое на адреса на Правда стигнало на 5 март 2019 година. Тогаш регистрацијата била одбиена со образложение дека не постои регистар на историски личности или документ со кој може да се утврди статусот на историската личност. Министерството се повикува на фактот што во називот на Сдруженијето Културен центар Иван Михајлов, кој е во постапка на основање и регистрирање пред Централниот регистар на Македонија, содржано е името на историска личност, а имајќи предвид дека не постои регистар на историски личности или било кој друг документ со кој Министерството не може да даде одобрение. Па така основачот Љупчо Георгиевски со листот од Правда една недела подоцна стигнал до Централен регистар да го регистрира Сдруженијето. Тогаш регистарот сметал дека во запишаните цели и програма на делување на Сдруженијето немало елементи кои се насочени кон насилно уривање на уставниот поредок, поттикнување и повикување на воена агресија и разгорување на национална, расна или верска омраза или нетрпеливост, па за само 2 дена го дозволиле отварањето на клубот во Битола. Централниот регистар го зема предвид известувањето од Министерството за правда за немање регистар за историски личности. Имено Централниот регистар не може да го спречи за гарантираното уставно право на граѓаните за слобода на здружување. Колку за подсетување, лани екс-министерот за правда Бојан Маричик не дозволи регистрација на граѓанско здружение кое во своето име требаше да го содржи терминот Македонија, повикувајќи се на Преспанскиот договор со кој од уставот били избришани одлуките на АСНОМ, а останал само прогласот на АСНОМ, Маричик не го дозволи името на Сдруженијето АСНОМ, бидејќи го содржи зборот Македонија. Сега од Правда пак велат дека зборот Македонија и зборовите изведени од него и неговите кратенки може да се содржани во името на организацијата само со одобрение на Министерството за правда.